Трошоците за изградба на соларни електрани се премногу високи, негодуваат фирмите. Имаат многу дилеми откако денеска беше објавен првиот тендер за изградба на електрани од 1, 2, 5 и 10 мегавати. Обвинуваат дека владата ги фаворизира големите компании. Само за учество на тендерот треба да обезбедат банкарска гаранција од 20.000 евра за изградба на електрана од 1 мегават. Приклучокот кон ЕВН ќе чини меѓу 22.000 и 33.000 евра. А по добивање на тендерот инвеститорот ќе треба да подпише банкарска гаранција од 75.000 евра за 1 мегават, дека ќе ја изгради елекtraната во предвидениот рок. Во врска со приклучокот, кој што мислам дека не беше спомнат, од ЕВН колку би коштал, затоа што имаме од 20.000 до 50.000 до 30. Добро. Трошоците, кој лимит би бил негде околу 150.000, дали е тоа да кажеме правата сума или има уште некои, сега да не кажам, скриени трошоци. Вице-премиерот објаснува дека малите фирми не биле дискриминирани. За да се направи 1 мегават била потребна инвестиција од 650.000 евра. Инвеститорите кои ќе аплицираат за парцели со поголема инсталирана моќност нема да може да се пријават и за унија од 1 мегават. За да се направи 1 мегават ќе е потребна инвестиција од некои 650.000 евра. Се разбира, доколку сте вие компанија која што знае што прави, банките тоа треба да го препознаат и со некое собствено учество од некои 20 до 30% можете да отпочнете инвестицијата. Па значи секој оној кој што може да издвои 150.000 евра собствени средства може да учествува на овој тендер. Или со други зборови, секој оној што има 2 стана може да ги стави под хипотека и да учествува на овој тендер ако е доволно храбар и знае што прави. Главен критериум ќе биде најниската сума што фирмите ќе ја бараат како поддршка од државата. Максимумот ќе изнесува 15 евра по мегават час, но ако нема голема конкуренција, еден инвеститор може да понуди најмалку 0,01 евро. За локација во Свети Николе ќе има 6 парцели од 1 мегават, 2 од 2 мегавати и по една од 5 и 10 мегавати. Во Манастирец во Македонски Брод е предвидена само една парцела од 10 мегавати. Компаниите сметаат дека овие општини немаат доволно капацитет и не можат навреме да ги завршат сите потребни процедури за инвестициите да почнат навреме. Комуналната такса ќе изнесува максимум половина евро за метар квадратен. Тендерот ќе трае до средината на август, а понудите ќе се отвараат на 21 август. Земјиштето се доделува на 50 години. Освен овие 35 мегавати, наредната недела ќе се објави и тендер за 27 мегавати на приватно земјиште. Европската енергетска заедница не искритикува бидејќи Македонија не успеа да ја исполни обврската да произведе 23% енергија од обновливи извори. Владата планира вкупно 200 мегавати во сончеви електрани.